Деновиве службите на општина Карпош активно работат на пролетно разубавување на тревните површини во рамки на незината територија. Во следните 2 месеца општината ќе продолжи со активностите од оваа сфера според незиниот план за хортикултурно уредување. Останете со нас, следува неделното издание на Урбаните вести. Интензивно се работи на изградба на првата фаза од фекалната канализација во Петровец. Се асфалтираше улицата Боро Кралевски во Радишани. Експерт од Германија ќе работи на имплементација на гасификацијата во Карпош. Цветните мотиви најголем моден хит и оваа пролет. За околу 1 месец треба да завршат градежните работи за изградба на канализациона мрежа во населеното место Петровец, на која во моментов екипите интензивно работат. По завршување на првата фаза, општината ќе објави тендер за избор на фирма која ќе врши приклучоци на домаќинствата до примарната мрежа. Во населеното место Петровец интензивно се работи на изградба на првата фаза од фекалната канализациона мрежа. Градежните работи од првата фаза од проектот за изградба на систем за контрола и третман на отпадните води во населеното место Петровец се очекува да завршат за околу 1 месец. Веднаш потоа од општината информираа дека ќе биде објавен тендер за избор на фирма која ќе ги врши приклучоците на домовите кон примарната мрежа. Во втората фаза се предвидува изградба на канализација во должина од 1000 метри, од влезот на Петровец до црквата Свети Ѓорѓе. Градоначалникот на општина Петровец Борче Митевски истакна дека општината за третата фаза од изградбата на канализационата мрежа ќе аплицира во Министерството за земјоделие за поддршка на рурален развој. Таму имаат можност да аплицираат за населено место до 1500 жители. Третата фаза ќе го опфати населеното место Ржаничино и дел од Петровец. Третата фаза го фаќа населеното место Ржаничино и дел од населено место Петровец. И доколку ја добиеме таа апликација, значи ќе почнеме и во Ржаничино да пуштаме дел од мрежата од фекалната канализација. Општина Петровец продолжува да работи со една единствена цел, значи да ги подобриме условите за живот на нашите жители од цела општина Петровец. Општина Петровец во изминатиот период изврши изградба на канализација во населеното место Катланово, односно завршена е првата фаза од изградбата на фекалната канализација со пречистителна станица во Катланово. Општина Петровец продолжува и во иднина со реализирање на своите зацртани проекти и планови, со цел да се решат голем број на проблеми со кои се соочувале жителите од оваа општина и обезбедување на поквалитетни и подобри услови за живење. Во вкупна должина од 500 метри улицата Боро Кралевски во Радишани доби нов асфалт. На дел од оваа улица проектиран е и нов крак. Андријана Димитриевска. Деновиве завршија градежните зафати на третиот влез на населбата Радишани, на кој се работеше подолго време. Имено станува збор за улицата Боро Кралевски и незиниот ново проектиран крак со вкупна должина од 500 метри. Најнапред беше поставена фекална и атмосферска канализација, а потоа беа направени подпорни ѕидови на крајните куќи на улицата. Исто така направени се и нови тротоари од бекатон плочки. Деновиве коловозот доби и нов асфалт, со што комплетно е решен долгогодишниот проблем на граѓаните од улицата Боро Кралевски, попозната како трет влез на населба Радишани и особено за граѓаните од ново проектираниот крак. После 20 години со ново проектираната улица и со проблемот кој што имаше токму во овој дел на населбата Радишани, успеаме да го решиме, да го надминеме тој проблем на големо задоволство на граѓаните на општина Бутел. За овој проект се потрошени околу 10 милиони денари, а изведувач на работите беше Пелагонија Гостивар. Општина Бутел во соработка со Заводот за рехабилитација на деца и младенци Топанско поле во заедничка еко-акција ќе го одбележат Светскиот ден на планетата Земја 22 април. Акцијата ќе се одржи во понеделник од 10 до 12 часот на населената површина на булеварот Босна и Херцеговина. Како дел од акцијата ќе се чисти просторот пред социјалните згради. Освен вработените во општина Бутел, во акцијата ќе бидат вклучени и повозрастните штетеници од Заводот за рехабилитација. Исто така и општина Илинден се вклучува кон акцијата за одбележување на Светскиот ден на акција на еко-училишта и градинки од целиот свет со неколку манифестации, како што се засадување дрвја и цветни растенија во училишниот двор во Гоце Делчев, ревија на маски изработени од материјали кои се рециклираат и велосипедска трка.
Општина Карпош и во наредниот 4-годишен период ќе продолжи со реализација на проектот за енергетска ефикасност, а предпријатието Каргас ќе добие засилување на тимот од германскиот експерт Кристијан Харвиг. Елизабета Домјановска. Општина Карпош во соработка со владата на Република Германија обезбеди 2-годишно присуство и стручен ангажман на Кристијан Хартвиг, германски сим експерт од областа на енергетиката, кој финансиски го поддржа владата на Германија. Овој експерт заедно со уште двајца вакви експерти, кои веќе работат во Република Македонија, ќе биде вклучен во реализацијата на проектите кои се однесуваат на гасификацијата во општината со јавното предпријатие Каргас. Проектите од втората програма за енергетска ефикасност 2013-2016 година, која ќе се реализира во локалната самоуправа, како и програмите на секторот за локален економски развој, информираат од општина Карпош. Како што велат од општината, задачата на сим експертот ќе биде изнаоѓање на стратешки партнери за реализација на проекти во Германија и земјите од германско говорно подрачје, воспоставување на соработка со локалните заедници во овие држави за заеднички проекти пред фондовите на Европската унија, изнаоѓање на финансии и грантови за реализација на овие проекти, развој на соработката помеѓу економските субјекти од општина Карпош со бизнис секторот во овие држави, како и промоција на можностите и потенцијалот за странски инвестиции во општината. За разлика од минатата пролетна сезона, кога неонските бои беа апсолутен хит, за оваа сончева сезона се препорачуваат пастелните бои кои ќе бидат апсолутен тренд. А најактуелна ќе биде цветната гардероба и сите нијанси на зелена, портокалова и темно-сина боја. Ивана Митковска. Ништо подобро не ја опишува пролетта како букет шарено цвеќе на вашата облека. И оваа пролетно-летна сезона нема да помине без разиграните и женствени фустани со цветови. Цвеќето повторно расте на фустаните, здолништата, блузите, модните додатоци, исто како и некои од најпопуларните трендови во изминатите неколку сезони, како што беа линиите и точките, така ни цвеќето нема лесно да не напушти. Модните колекции со цветни мотиви се провлекуваат веќе неколку сезони наназад, а факт е дека ќе ги гледаме уште долго во иднина. Тие се идеални за романтичарите и сите оние кои така се чувствуваат, за разлика од минатата пролетна сезона, кога неонските бои беа апсолутен хит. За оваа сончева сезона се препорачуваат пастелните бои кои ќе бидат апсолутен тренд, а најактуелна ќе биде цветната гардероба и сите нијанси на зелена, портокалова и темно-плава. Модните стилисти ги препорачуваат ситните шари и дезени, цветните шари и детали и тоа колку пошарени, толку помодерни, како и квадратите на облеката кои ќе бидат доминантни оваа пролет. Дозволени се многу бои, комбинации на материјали, како и животински и цветни принтови, советуваат креаторите. Прв и незаменлив тренд е смарагната боја. Ревиите уште на почетокот на оваа година беа преплавени со најразлични нејзини нијанси и комбинации, кои не останаа незабележани. Во комбинација со црната и белата настануваат неверојатни вечерни комбинации, додека заедно со земјените неутрални нијанси е одличен избор за дневниот изглед. Уште едно враќање на модната сцена имаат и макси фустаните во весели бои и уникатни шари. Романтични, лежерни и задолжителни за оваа пролет, велат модните креатори. Цветните шари, кои се најактуелни оваа пролетна сезона, не се задолжителни само за макси фустаните или здолништата, туку за било кое пролетно парче облека. Цветовите се уште еден хит кој започна да се носи со првото појавување на пролетното сонце. Па затоа, интересните цветни фустани и многу цветни детали се задолжителен дел од вашиот пролетен аутфит. А за вечерните забави, најтренди се мини фустаните со уникатна цветна шара. Од стилот на 90-тите години се враќаат и елегантните шпиц салонки, кои малку ги имавме подзаборавено, па дури модните стилисти препорачуваат оваа пролет и балетанките да бидат со шпиц врвови. Најелегантните и најжествените шпиц обувки на секоја комбинација и даваат елегантен и шик изглед.
Тримесечните ДДВ обврзници од 1 јули 2013 година имаат законска обврска ДДВ пријавите и даночните биланси за данок на добивка до Управата за јавни приходи да ги доставуваат по електронски пат преку системот Е-даноци. Заради навремено усогласување со новините во даночното работење, УЈП им препорачува на обврзниците и сметководствените бироа да не го чекаат последниот рок и да преземат чекори за регистрација на Е-даноци, зашто е потребно дигитален сертификат на USB токен, издаден од овластена куќа интернет конекција и валидна Е-пошта пријавена во Централниот регистар на Република Македонија. Управата за јавни приходи информира дека со имплементација на новото законско решение ДДВ обврзниците ќе ги доставуваат даночните пријави електронски до УЈП, наместо досегашната пракса на достава на образците во хартиена форма. Покрај намалување на административните трошоци на финансиското работење, дополнителни бенефити од воведувањето на задолжителната електронска комуникација е олеснување на даночните процедури, заштеда на време и поголема безбедност на деловните податоци на компаниите. Еве што ќе гледате понатаму во вестите. Спорт. Францускиот второлигаш Монако со големи амбиции за засилување има намера да се врати на славните патеки. Актуел ќе се снима нова филмска верзија на Ромео и Јулија. Францускиот второлигаш Монако со големи амбиции и засилување има намера да се врати на славните патеки. Веднаш по блокот реклами следуваат и спортските вести.